Преспанскиот договор шо бил? Предавнички бил Преспанскиот договор. Обврските од Преспанскиот договор биле асиметрични, биле нефер и биле предавство на македонскиот јазик, култура, историја, традиција, тртпрт. Епа, ако е све тоа што го тврдевте пред да станете влада, зашто сега ќе ги реализирате тие обврски? Ако тоа што произлегува од Преспанскиот договор е предавство, а вие ќе го реализирате, Шо сте вие? значи вие сте предавници. Во минатото многу пати разговарал со Александар Николовски, кој ги запалил билатералните односи во последните неколку денови помеѓу Македонија и Бугарија. Вели, многу пати сме имале разговори со него, со Никола Груевски, со Христијан Мицковски, со актуелниот министер за надворешни Тимчо Муцунски и со претходните министри за надворешни работи. Не говореа на овој начин. Николовски ми велеше дека ја познава историјата, дека знае се и затоа сум крајно изненаден. Ова е прекршување на договорот за добрососедство и пријателство. Во него е запишано дека имаме заедничка историја. Научниците во мултидисциплинарните академска комисија мора да донесат одлуки и да им предложат на владите заеднички прослави како и промена на учебниците за да се спречи говорот на омраза. За жал, говорот на омраза сега доаѓа од самите представници на власта. Многу е важно да се нагласи дека Бугарија не искористува предизборно оваа тема. Се обидуваат да кажат дека темата се покренува затоа што имало избори во Бугарија. Никој не ја покрена оваа тема додека не ја провоцира во Бугарија. Види, смешкаш што се случувало у Брисел. Ковачев вели дека вчера имало битка со фотографии во Брисел. Мицковски беше во Брисел и му ја покажа фотографијата со претседателката на Северна Македонија Гордана Силјановска на еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј. На Вархеј, Ковачев вели, му ги испрати фотографиите на Мицковски со претседателот и премиерот на Хрватска, во која го нема македонското знаме. Посетата беше официјална, но никој не правеше хистерија. А посетата на Силјановска на Софија беше неофицијална од аспект на протокол. Значи, овие луѓе не брукаат по цела Европа. По цел свет. Да, ако може, јас вака пуштам на режија да подготви неколку материјали. Еве да ви кажам колку се големи нашите патриоти. Ај пуштите ова се што ви го пуштив. Ајде, пушти ја сликата само. Пушти ја сликата. Првото. Сега ќе видиме Мора информацијата ви го секој среден кочничар на државата и во емисија Живела СФР живела. Ај брат, сега до. Секој си има сега свое мислење, нема врска. Дали му верувам на Ковачев? Му верувам затоа што Чуфна Божан, ќе ти одговорам. Заеднички ќе работиме на реализирање на обврските од Преспанскиот договор, порача Муцунски на средба со Гера Петритис. 23 септембар. И како го има фатено Мики Маус. Да нема бегање. Значи вака. Преспанскиот договор шо бил? Предавнички бил Преспанскиот договор. Обврските од Преспанскиот договор биле асиметрични, биле нефер и биле предавство на македонскиот јазик, култура, историја, традиција, тртпрт. Епа, ако е све тоа што го тврдевте пред да станете влада, зашто сега ќе ги реализирате тие обврски? Ако тоа што произлегува од Преспанскиот договор е предавство, а вие ќе го реализирате, Шо сте вие? значи вие сте предавници. Така? Мислам, види, ние констатиравме дека вие сте предавници дента кога не гласавте за законот за бранители. И кога законот за бранители го карактеризиравте како обид за етничка дестабилизација. Тогаш заклучивме дека сте предавници. Но ова сега
Само ја надополнува нашата теза дека вие сте предавници. Сквадрон има добра забелешка, видели Северџан ко навре да излезе од Преспанскиот договор, па логично да прашам овие кои ги прифаќаат обврските што се нео Северџани. Ови се новите Северџани. Божан вика, чув на реприза, мала дигресија ќе направам. Остави ја слика. Чув на реприза дека Палчо барал снимки од банка за алиби според Закон за заштита на лични податоци, снимките се препорачуваат да се чуваат 30 дена, банки донесат политики за видео надзор, што обично се исто така 30 дена. Не, да, согласно Закон за заштита на лични податоци, да, 30 дена минимум. Банките генерално имаат поразлични малце правилници и мислам дека они имаат значително подолг период кога ги чуваат снимките. Не сме го измислиле ние Северџан ко погорден израз. Не, они си го извадија. Не. Они го извадија на социјални мрежи. Инаку овој боди коментираат многу гледачи како го фатил Гере Патритис. Значи овој боди ленгвич кажува многу. Буквално дека Гере Патритис има работата под целосна контрола. Како држи за раме со другата рака. Не може баш убаво да видам на фотографијата, значи во дипломатијата говорот на телото кажува многу. Нашиот Тимчо Муцунски не е подготвен да разговара со дипломат од кариера. Мислам дека овој човек 30 години се бави професионално со дипломатија во Грција. Да, Филип Коневски и Божан, законот за банки е исто се 30 дена, не викам не, но имаат Да, ма тогаш ги минимумот е 30 дена, немаат ограничување, инаку си имаат други безбедносни протоколи, ја него тоа го тврдам. На крај крајви да ја нема снимката, може да повика со тој службеник у банката што разговарал, може да го повика да му биде сведок или повеќе сведоци од банката, не е битно. Значи сега ај ќе навлагаме ние. И дополнително од тој ден сите снимки кои што беа таму. Не е битно се, нека да навлагам у тој процес, си се тераат процесот и тоа е тоа, си има таму адвокат, нека. Што да кажам, гле, што сме влегли у дел со стеше, па сме влегле, не викаме дека ние вакво. Си има негови човекот видувања, се ако се окей, се окей. Каже нешто за Миле Левков. Сопругата си ја вработи 50.000 плата во Централен регистар, а брат му кој што е адвокат му ги даде МВР Кочани да ги застапува сите дела. Еве ти кажуваш. Фала. Добар овој начин на комуникација. Колко, да, Колко супер. Ти си мудар човек. Еве да го цитирам Коко. Вели Мечка каже нешто и за пратеникот од Кочани Миле Левков, сопругата си ја работи за 50.000 плата во Централен регистар, а брат му кој што е адвокат му ги даде МВР Кочани да ги застапува сите дела. Така и у Струмица. Така и у Струмица. А што би требало да направи Тимчо? Па Тимчо би требало да направи, например, во ваква ситуација со Гера Петритис, би можел да каже Македонија ќе ги спроведе обврските од Преспанскиот договор само доколку Грција прва ги спроведе тие кои што досега ги нема спроведено, а мораше да ги спроведе. Тие протоколите. Нели? Например, Муцунски можеше да рече Македонија ќе ги спроведе обврските од Преспанскиот договор, тогаш го школото за македонски тогаш кога Грција ќе ги спроведе тие кои што досега не ги спроведе, а имаше рок да ги спроведе. Тоа можеше да го каже Тимур. Не го кажа, него он ќе ги спроведуваме ние заеднички со Грција. Па нели предавнички беа тие одредбите од договорот, од Преспанскиот, не? Мартин Илиевски има добар коментар, вели сакате да кажете дека овие што го скрбуваа народот го делеа на наши ваши предавници патриоти со цел да дојдат на власт, пошто не се способни за подобра реална понуда, сега се повлекува, претпоставам од таа позиција, тоа ти беше намерата. Да.